Да тргнеме од Македонија, од Балканот, па да стигнеме до светот, секаде ќе забележиме луѓе кои што живеат по некои непишани правила. Правило број 1. Реклама за прашок за перење. Секогаш се појавува жена промотер. Правило број 2. Реклама за било што привлечно, секогаш се појавува секси згодно женско тело. Правило број 3. Сликарство, фотографија, многу често голо, но секогаш секси згодно женско тело. Да, тоа е денешната поставеност во општеството. Жените се реткост во општественото уредување, во политичката сцена, реткост во економските односи, а секогаш присутни во домаќинството, во образовните и воспитните институции. Во нашите скопски, а и балкански шеми, мажките се секогаш тие што плаќаат пијачки, частат вечери, отвараат врати, имаат право на мислење, донесуваат главни одлуки, финансии за семејството, имаат право да викнат понекогаш, па дури и да удрат. А жените имаат сосема други права. Жените треба да се мирни, да ги разбираат мажите, да имаат секогаш средени ногти, средена фризура, да бидат што по-секси, да немаат многу мислења, а и кога имаат, да не ги кажуваат кога партнерот може да е напнат. И да, заборавив, не знам дали сте приметиле дека именката човек, која што се однесува и на мажи и на жени, била во машки род. Нормално од тука потекнуваат сите фрустрации и нервози на денешните феминистки. И тие денешни феминистки ги наметнуваат општествените дебати. Дали постои разлика меѓу половите и зошто да? Сега, нормално меѓу феминистките има и различни феминистички движења. Но, генерално, сите ја сметаат жената за специјално човечко суштество. Посебно човечко суштество. Посебно човечко суштество на кое што треба да има специјални права уредени со правни прописи. Посебни права само за тоа што сме жени. Ајде да тргнеме од демократија. Да тргнеме од Декларацијата за човекови права и слободи. Да тргнеме од еден човек, еден глас, еднаквост меѓу луѓето. Не смееме ни да помислиме за разлики и за посебни права ни за жени, ни за мажи. Да, ова е поставено со правната рамка на денешните демократски општества. Сите сме еднакви, нели, според правото. Но што ја заматува сликата и што не води кон оние преска непишани правила кои што ги спомнав? Социјални фактори, во образовни институции, воспитни институции, семејството како најбитна општествена клетка. Што сакам да кажам со овие збори? Сакам да кажам дека човекот, уште кога се раѓа, човекот бебе, сите размислуваме дали тоа бебе е машко или женско. Кога размислуваме што да му купиме, размислуваме дали ако е машко да му купиме нешто, играчка со сина боја, пиштол, количка, а ако е женско бебе, кукличка или нешто со розова боја. Од тука се поставуваат односите на поагресивно однесување на машки, понежно и мирно однесување на женски, што подоцна се трансформира во нееднаквост меѓу половите и нееднаква застапеност во професиите. И ваквото наметнато, намерно или ненамерно однесување се провликува на секаде на животот. На секаде. На улица, во продавница, во школа, во театар, на секаде. Така, малку по малку, тие стануваат правила на игра. Правила на игра кои што сите ги почитуваме и очекуваме да бидат почитувани. Тоа очекување да бидат почитувани направи пасивни. Пасивни да се бориме за еднаквост. Као се бориме за еднаквост, али не мора толку брзо. Сакам да бидам еднаква со мушките, али супер ми е кога ми купуваат цвеќиња само затоа што сум женско. Факт е, драги мои, дека и мажите и жените им е многу поедноставно, посигурно во положбата во која што денеска живеат. Посебно во нашето општество кое го бие глас на многу патриархално и конзервативно општество. Никој реално не сака разлики. И еве ги пак феминисткиве. Сакаат да донесеме закони со задолжително трудничко болување за мажи.
сакаат да донесеме закони со процентуална застапеност на жени во собрание. Ај се да играме една игра, се вика асоциација. На што ве асоцираат овие закони? Плачковци, дискриминација на мажи, ограничување на право на избор. Ви светна? Секој човек се раѓа еднаков и треба да остане еднаков. Луѓето се една категорија која што самите си смислиле ограничување во своите глави. Смислиле ограничување што се нарекува пол. Феминистки, најдете си хоби. Мажи, почитувајте ги жените. Жени, почитувајте се себе си. Благодарам.